Поздрав, магични мои! Јас се надевам дека сите сте добро и здраво и дека ќе останете во таква енергетска вредност за сите вас. Денешна порака, која што ќе биде во рамките на дневна порака за ден 9.7.2026 година, која што ќе ви открие можност да знаете во каква состојба или пак зашто конкретно ќе биде во ова излагање на ова порака од тарот картите. Ова ќе биде колективна, канализирана порака, нема со секој да резонира, доколку резонира, можете слободно да прифатите сето она и што ви резонира, но доколку не резонира со вас, можете само да погледнете некое друго видео или пак некој друг тарот читач кој што ќе биде наменет за денешна порака да виде и да стигне до вас. Денешната порака гласи за сите вас кои што сте имале бурна и неизмерна љубов, значи енергија која што некои други персони кои што се во вашата околина или пак персони за кои што сте биле и засегнати дека се ваши блиски пријатели, кои што ве буквално ве препредувале позади грб, значи ве оговарале, ве разговарале, ве пренесувале. Ви се потенцијални енергии на непријатели, каде што и ве разделиле со некоја персона кој што е во важно значење за сите вас. Оваа персона ќе се случи да дознае и спознае кој сето тоа го направил во оваа љубовна релација или пак ова е само една персона која што гради некоја поврзаност со вас, не мора да биде во љубовен аспект, но за некој од вас ќе биде љубовен аспектен енергетски дел. Оваа персона ќе бара помирување со вас, драги мои. Оваа особа која што денешниве карти ни ја споделуваат, ќе биде во енергија да се борела со конфликтни енергии кои што овие непријатели и задавале удар, била во енергии да и говореле се што за вас, но оваа персона останала доследна на сето она што и излегло од енергетско внимание, а тоа сте, драги мои, вие, енергија која што оваа персона не сака да ве отпушти воопшто, но и сваќа дека љубоморни персони кои што биле на вашата љубов или пак на вашата поврзаност, кои што сте ја имале во изминатиот период долго време, значи се работи за долгогодишна врска, енергија која што може да е и партнерски однос, а може да е и љубовна енергија која што оваа персона сега застанува да ве одбрани, да биде во енергија да се одбрани сам себе, но и да биде во енергетска вредност дека оваа персона гаи емоции, но и вие сте за него една огромна желба да се помири со вас, да се смири, да направи reconciliation, значи едно помирување во вашата енергичност, да знаете дека оваа персона ќе биде во инспиративна енергија, да дојде до вас, ви истражува, значи се распрашува за вас, доколку не сте во комуникација, знаете дека ќе се случи комуникација, може да има доминантен хороскопски знак на Водолија, бидејќи звездата ни ја представува една воздушна енергија, но не мора секогаш да бидат знати жени енергии на доминантни енергии на астролошки типична енергија, може да е друг воздушен знак, да не е Водолија, може да биде Вага, Близнак, но да има и генерално некоја енергија на ватрена енергетска вредност во неговиот натален енергетски дел. Оваа персона ќе сака да изгради една нова енергија, еден нов сојуз, едно ново помирување со вас, каде што и ќе биде целосно исполнет. Значи, за некој од вас, ако сте ја посакувале и долго време сте ја манифестирале оваа персона да се врати во вашиот живот,
да се помирите со оваа персона, знаејќи дека стојат на пат персони кои што стално им велат дека вие не сте добро за него или пак за нејзе. Енергија да само бидат во енергетска вредност, да кокодакаат или пак да бидат во енергија да тие бидат главни фактори на непријатели кои што ве разделуваат, знаете дека оваа персона ќе биде во енергија да се оствари една ваша желба. Енергија да ставите крај на еден долг циклусен енергетски дел, каде што и овој магионичарски енергетски момент ќе биде во енергија дека вие сте мастер манифестатор за вашата стрекна енергетска вредност. Знаете дека ќе биде малку во енергија, ќе се најдете во енергија дали да прифатите или да влизете во еден внатрешен емотивен лавиринт, каде што и ќе бидете на патот кон просветлувањето во оваа енергија, драги мои. Померување по пат на просветлување за гарантирана енергија на блиска енергетска вредност. Оваа Ленорман карта ни носи можност на спојување, начин на комуникација, на предлози, во работен енергетски дел, доколку е во љубовен енергетски дел, помирување, искачување на реобнова на врска, но и на работа на врска. Енергија каде што и доколку немате комуникација, ова ќе биде интензивно помирување за некој од вас. Да, препуштите се на едно задоволство со близок пријател. Значи, оваа персона може да е во редовите на вашите пријатели, каде што и сте биле долго време пријатели, но сте отпочнале врска која што значи за вас, за некој други од вас, ќе значи дека овој пријател е ваш пријателски настроен енергетски дел, каде што и имате инспиративни идеи со оваа персона, но други персони ја тргаат од вас затоа што не сакаат да ве видат во горно исполнување, во светлост. Ајде да видиме што ни кажуваат и овие карти. Регенерација, значи реобнова на една комуникација, реобнова на еден долг процес на размислување, регенерација на врска, на обнова на љубов, енергија каде што оваа персона ќе сака да се помири со вас, но и ќе сака да биде во енергија дека ќе сака да гради нешто во иднина и тоа ќе ви го соопшти, значи ќе сака помирување, да реши проблем од минатото кој што бил да ве раздели. Значи овој проблем ќе се реши под божански принцип, енергија каде што и овдека ќе биде уплив на божанска интервенција. Ова е судбинска енергија, стално се судбинска енергија, каде што и ќе бидете под посматра на универзумот или пак на енергија на ваша идеологија за што понатаму во оваа љубовна енергетска врска. Ајде да видиме имунолози што ќе ви кажат. Да знаете, како за крај на денешново читање на оваа порака, енергија дека доаѓа нов почеток за вас, драги мои. Подготвите се, оваа персона ќе сака да ве види, да се извини и да заврши еден долг циклус каде што сте се разединиле под посматра на персони кои што не треба да бидат присутни во вашиот енергетски дел. Започнувате еден нов почеток, драги мои, со оваа персона. Градите една ново добро иднина, но и ќе бидете во енергија на просветлување. Јас се надевам дека оваа порака ќе стигне до секој од вас, ќе имате можност да прифатите енергии, лајкувајте, шерувајте, коментирајте и останете во добро здрави, добро светлост. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!